Добро вечер, Сокот. Македонија е аграрна земја, но тоа не ја прави атрактивна на светските пазари за земјоделието. Иако државата троши годишно околу 100 милиони евра за субвенции, нема контрола на тоа што е посејано, а што е ожнеано, или пак колку грла овци се платани, а колку всушност се одгледуваат. Кога ја отворивме црната листа на оние индивидуални земјоделци кои ги злоупотребиле субвенциите, таа е речиси празна и најдовме само двајца. Постојат индивидуални земјоделци кои добиваат повеќе пари одошто еден комбинат кој има 1000 вработени. Затоа Кот истражуваше и најде многу неправилности ширум Македонија. Овој круг, каде доминира зелената боја, покажува како државата ги распоредува субвенциите од 2010 до 2014 година. Само 17% се правни лица, а најголемиот дел од парите одат во рацете на физички лица, дури 83%. Државата најмногу им дала пари за тутун, дури 126 милиони 437 872 евра, а за останатите полјоделски култури 41 милион 224 892 евра. Во сточарството во Македонија би требало да се одгледуваат најмногу овци. Оти државата субвенционирала со 48 милиони 514 938 евра на индивидуалниот земјоделец. За овој период државата издала 808.000 решенија за субвенции и им дала 370,4 милиони евра. Ова се бројките кои се на хартија и може да се најдат како официјален податок од Агенцијата за поддршка на земјоделство и руралниот развој. Од неодамна ги има и на веб страницата на субвенции Призма. Но освен бројки, податоците не покажуваат што се случува на теренот, што е посадено, а што никнато, колку овци има во однос на тоа за колку грла платила државата. Истрагата на Кот покажа многу недоследности. Например, повеќе се исплатени средства во изборни години, помалку во неизборни. Постои податок дека во еден предизборен ден се исплатени дури 48 милиони евра. Или ако имало поголем број планирани средства, тие се исплатиле помалку. Најмногу пари за директни и дополнителни плаќања се планирани во 2012, а наредните 2 години се намалени. Ова се табели превземени од невладината организација Рурална коалиција. Наспроти анализата за сумата, не постои анализа за тоа колку од сето ова донело принос. Државата, откако ќе ги подели парите, не дава отчет во јавноста. Во однос на имињата кои добиле субвенции, ги има околу 880.000 и може да се најдат во оваа база на податоци. Но имињата и презимињата кои многу често се повторуваат не даваат податок дали се работи за ист земјоделец или е концентрација на идентитети. Луѓето барем имаат имиња, но не и добитокот. Со 1000 денари по глава на овца и двојно повеќе за крупен добиток, еден земјоделец може да направи солидно стадо. Иако сточарите имаат обврска да стават ушни маркици на добитокот, нема каталог или електронска страница колку точно овци или добиток се купени за парите од субвенции, или од 2010 до 2014 потрошени се 48 милиони евра. Доделени 21.000 решенија на физички лица, а најмногу доделени се во 2012 година. Најмногу опаѓа трендот на намалување на инвестициите за говедо од 2010 до сега. Очигледен е падот. Иако за производството на млеко се потрошени 23 милиони 800 и 511 евра за физички лица, а 10 милиони 671 985 евра, Македонија е увозник на млеко. Субвенциите не помогнале во тоа Македонија наместо да биде зависна од странското, да се потпре на домашното производство. На кантар студен котуч го мерат, а можат ли да го измерат? Праша Кочо Рацин во својата песна Тутуноберачите. Според анализите на кои се потпираат државните податоци за тутун, потрошени се 126,6 милиони евра. Најголемиот број, 99,9%, одат во раците на индивидуалните производители. 2014 е годината каде најмногу се доделени пари. Рожбата на тутун не ја издигна Македонија на ниво на светскиот пазар. Земјава не произведува високо квалитетен тутун, а речиси секоја година тутунарите имаат дилеми околу откупните цени. Сепак дури 30% од субвенциите одат токму за оваа култура. Но и покрај големата сума предвидена за тутунот, исплатени се околу 60 или 70% од субвенциите за овој насад.
Не се исплатени околу 148 милиони. Каде оди разликата меѓу планираните и исплатените средства е нејасно. На страницата на Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој нема објаснување за тоа каде одат тие пари. Во мноштвото податоци кои ги нуди, го нема отчетот. Сепак, во аголот забележавме податок за лица кои ја злоупотребиле финансиската помош. Очекувавме дека таа листа ќе биде долга, но таму најдовме само две имиња. Мира Костовска од Прилеп и Бедри Шемши од село Блаце. Под името Костовска не најдовме никој во списокот на индивидуални земјоделци, а го немаше ниту Бедри Шемши. За првата стои дека се регистрирала за субвенции во 2014, но нема објаснување што сгрешила за да се најде на црната листа. За Бедри Шемши наведено е датум на регистрација 22.2.2016, а дека главнината на неговиот долг е 976.000 денари и овде завршува црната листа. Сепак агенцијата предизборно годинава ќе вработи уште 13 лица на договор на дело во траење од 9 месеци во Скопје, Тетово, Крушево, Куманово, Неготино, Штип, Кочани, Струмица, Кичево, Битола, Свети Никола и Пробишти. Списоците на доделените средства на физички лица се долги и требаат денови за да се утврди кој од нив добил најмногу, а кој најмалку пари. Дали се работи за едно или повеќе лица, дали парите ги добиваат по пат на партиски или роднински врски. Но сепак, овие датотеки се добар индикатор за анализа колку е потрошено, а колку е произведено. Малешевскиот, односно Беровскиот компир е навистина вкусен, но не секој го сади. Постојат земјоделци кои земале пари за субвенции за да поседат компир на нивите, но наместо компир останале трња и камења. Парите ги зеле, но ништо не посеале. Има и такви индивидуални земјоделци кои земале пари за одгледување на овци или грла добиток, но никогаш не го направиле оној број што го пишале во хартијата за пријавување. Викторија Јованова истражуваше што се случува во Малишевијата кога станува збор за субвенциите. Се садеа тикви, а потоа ореви и лешници на македонските ниви. Некои од земјоделците не влегоа во нивите. Родот не го ни собраа. Државата ја изманипулираа и си ги зедоа субвенциите. Земјоделските експерти велат дека мора да се стави ред во начинот на субвенционирање на одредени култури, бидејќи на земјоделците им се нудат законски можности како да ја злоупотребат државната помош. Компирот годинава имаше ниска откупна цена. Откупувачите реагираа дека на терен не се знае кој го продава и кој го откупува познатиот малешевски бренд. Нелегалните трговци ја рушеа цената, а на производителите на рака им ги даваа парите. Бранко Ужевски, откупувач од Беровското село Владимирово, вели дека мора да се стави ред во производството на компирот, бидејќи начинот на субвенционирање дава можности за злоупотреби. Се подигаат плантажи во кои не се иде. А нашиот апел беше да субвенциите се делат преку продадено килограм компир преку регистрираните земјоделски откупни центри. Како што е за предаден во преработвачки капацитет субвенција за предадено новоше, баравме и за откуп на компирот. Меѓутоа тоа не се спроведува, на некој тоа не му одговара и мислиме дека тоа е причината. Моје лично мислење. Во соседното село Будинарци, во кое живеат стоергени, се пофалија дека годинава поради најавените избори порано ги зеле субвенциите. Не знаат за злоупотреби со државната помош. Зимаваме ние, изимаваме оти таква. Често оди таква дава таква избори, са и заради тоа изимаме, иначе не може да добиеме никак. Велите дека заради изборите ги добиваме? Па најсигурно е тоа. Па напред не сај не ги даваш. Ви доцнеа, така? Не, па сигурно. Тоа е секак. Ги добивте сите субвенции за 2015 година. Кога ги добивте? Пред 2 недели, пред 3. Добиваа сите редовно. Ако така шалати се, така важно с нас. Али никој не останал без субвенции. Кој е посадил нешто, а кој не сад не може да добие. Задоволни ли сте од субвенциите што ги добивате? Ние сме задоволни. Колку годишно еве добивате субвенции? Годишно зависи кој колку има стока. Кој колку посее, кој колку толку. Повеќе кој не сади не може да добие субвенции, знаеш.
Треба ли повеќе да ви даваат субвенции? Па това зависи од кој кен треба сега. Што не субвенции, не знаеме какви са од нахал, да ние добиеме субвенции редовно. Сепак има и земјоделци кои не ја зеле дополнителната помош. Нивните соселани велат дека стравот од политички линч им е влезен во коски. Гледам световите се жалат, не добива. Секој што ти каже од страх кажува дека е добил, пред камера не иска да изгледа, тоа е. Зошто им е страв да кажат дека не добиле субвенции? Од владата, од кој друг. Реваншизам да нема после. Старе е населението во Малешевскиот регион, каде што до пред неколку години на овие пасишта пасеа илјадници овци. Во живописниот Малешевски регион се произведуваат неубавото сирење и компир. Земјоделците и сточарите се жалат од ниската откупна цена, но велат дека најголем проблем во овој регион е тоа што од година во година се намалува сточниот фонд. Во селото Мачево, ако до пред неколку години имало над 2000 овци, сега има едва 160. И стадото овци на баба Мара од селото Мачево се намалило, која со плетивото во рака ги пасе своите овци. Стопанот и починал, па морале да продадат дел од овците. Со смирако од овчари, плета, работа, преда, се што мога работа. Живот има ли од овци чување? Да, одлично. Од ништо нема, само од стоката. Од овците. Овците се градина. Јагнишча, стара овца, ваничка, посрик, млеко, сирење, урда, секогаш ќе со спари. И секогаш има есенно време стари овци. Има за живот. Државата дава субвенции. Ма гледаме дека се намалуваат бројот на овците. Нема, старите умира, а младите не одат овчаре. И ние додека можеме, јас додека мрдам ќе ода овчар. Владата секоја година издвојува понад 100 милиони евра за субвенции во земјоделството. Од нив за сточарството се издвојуваат над 35 милиони евра, но сточниот фонд секоја година бележи намалување и покрај тоа што сточарите добиваат финансиска поддршка за нивно зголемување. Субвенциите не го зголемија сточниот фонд. Нема нови стада, ниту нови сточари. Одгледувањето на добитокот останува во рамките на семејниот бизнис, покажува евиденцијата на ветеринарните станици. За реформи во земјоделството и распределбата на субвенциите е и овчеполецот Никола Шалев, кој пред 12 години на тогашната власт им порача дека со овој трактор ќе влезе во институциите, доколку не се слушне гласот на земјоделецот. Тврди дека не ги добил субвенциите за 2015 година. Според него, субвенциите кои се делат на земјоделците и сточарите не носат развој, туку власта со нив купува социјален мир. Финансирањето е нестратешко и селективно, многу значајно, не смее да се селектира. Селективно е и не постои разграничување помеѓу регистрираните земјоделци и оние што се евидентирани земјоделци и оние кои што имаат земјоделско земјиште собственост, а работат во институциите. Значи, субвенцијата ја добиваат сите рамно, едноставно речено, нели, без разлика да се поведе сметка на овие кои плаќаат даноци, кои имаат регистрирано правни лица, кои имаат низа на обврски, да имат зголемен бенефит токму од припадноста на субвенциите или финансиската поддршка. Земјоделските субвенции, ефектите и нивната распределба се најдоа во извештајот на Светска банка. Најголем дел од средствата за финансирање одат за поддршка на приходите, а само дел се инвестираат. Големите земјоделски стопанства се уште добиваат непропорционално висок дел од субвенциите. За да се зголеми ефикасноста на трошењето на субвенциите, се препорачува нивно намалување за зголемување на продуктивноста и насочување на земјоделските субвенции на оние кои навистина имаат потреба од тоа, стои во извештајот на Светска банка. Струмица е земјоделски крај, овде има и земјоделци кои се задоволни од парите што ги добиле од субвенциите, но и тука детектиравме проблем дека не се врши контрола и не е посејано она што е пријавено, а парите се добиени за субвенции. Сузана Мицева беше во овој крај за да види каква е состојбата. Блажо Велев е само еден од земјоделците кои не можат да добијат право на субвенции за своето производство. Причината е тоа што нивите на кои произведува се под наем. Па така, место овој производител од Струмичко Сарај,
За културите што ги одгледува, субвенциите ги земаат собствениците на земјата. Има, например, как ти кажем, јас работам ниви, да кажем, 2 ниви, 3 под наем. Гад шо, он ги взима таквото субвенција. Например, под наем пластика, да кажем. И сега, например, имотен лист не го дава на мен, да кажем. Има много такви пример, да кажем. И сега, например, јас му терам имотен лист, не можело, не знам шо, трчканици, мало такви работи некој. И сега, например, кој ќе дојде за субвенција да прејавам, јас ако сум го поседил неговата нива да работам, да кажем, он ќе взема парата. Тај е проблемот, значи. Злоупотреба. Да, сега јас му плаќам најма за цела година, ако, да кажем, еден декар, 100 евра, да кажем, мислам, на декар 50 евра, најма. Тука пиеш се допат, пиеш на фрата, поевтини се. И сега, например, јас сабил съм към пластика, да кажем, 2 декара, 1 декар, нема везе колко неле. И сега, от нивата не е моја, негова нивата, он си има документ тие работи и не ги дава нели, например, и нема што да терам секоја година, например, чинувам и нема и веќе сум кај ти кажем, нема што да му одам да му досадам, да му земам имотен или се кој не го дава. И он од производство ќе си зема парата. Веле вели дека долги години користи ниви под наем, но нема ниту еден договор за закуп на земјата. Дел од собствениците биле надвор од државата. Други не сакале да склучат договори, бидејќи ги пријавувале посевите како своји. Велев се помирил со оваа неправда. Отпрвин се распрашувал низ институциите, но не можел да најде решение за својата ситуација. Затоа смета дека за земјоделците е поважна стабилната цена и пласманот, отколку самите субвенции. Животот скап, но кај да кажем, тоа е реално. Јас мислам најфино да има на земјоделците цента. Културата да има цена, јас мислам да не ми дават субвенции, да има така производство да врва, не ми треба субвенции на мене. Јас повеќе сум задоволен од да има цена производство, нели да е реална цена, него да ми дава субвенции. Од тие субвенции ќе дадат некој пара, нели, не да кажат кој за каква пара, нели, ама ќе дадат каза ќе врди за ситни работи, ќе има нешто сврши некој работа. Ама поарно мислам да врва производство. Субвенциите се добра мерка, но често ги злоупотребуваат, тврди овој земјоделец. И тоа луѓе кои воопшто немаат никакво производство, но затоа имаат ниви и пријавувале дека се засадени. Немаш така јака контрола и народ тај кажаваат субвенции ќе дават и народ сите продавници нели кои кажаваат ќе се пишат субвенции и сите носат имотни листови од тие работи. Ако нивата што викаш му леже не му била садена и прејавил гапи пер такви работи и земаа пред тоа беше пред 5 години колку беше земаа убаво пари. А има работници човек што за дие производство помалку земаа пари, него тие што не работат помрзаливите, пишаа ги такви ниви земаа пари. Случи се това пред неколку години се случи. И сега тие години не се е случило да кажем, ланска година 2015, 2014 тие години, а пред 4-5 години това се случи. Слични манипулации има и во евиденцијата на земјоделските здруженија, и тоа за големи површини. Мислам дека голем број на средствата издвоени за субвенционирање на правото земјоделско производство завршуваат кај неземјоделски производители. Мораме да го кажеме и тоа дека големи површини не се води статистика дали и со што се насадени, така да мислам дека еден добар процент од средствата издвоени за субвенционирање во земјоделското производство завршуваат кај така ненаречените неземјоделци. Спрема сите податици од овие 10 години откако е уведена мерката субвенционирање во земјоделието, дали има 2 или 3 случаеви каде што е извршена контрола да се види апликантот дали ја има засадено дадената површина на со која што аплицира и дали е застапена културата на таа површина. Меѓутоа, за жал од тие 10 години, баш кај оние што станува збор за површини со доста голем обем, мислам дека нема никаква контрола. Представниците на земјоделските здруженија имаат бројни забелешки и за доделувањето на субвенциите. Еден од најголемите проблеми, смета Ристо Велков, е тоа што не завршуваат кај вистинските земјоделци, но и фактот што најмалку добиваат економски немокните земјоделци, на оние кои овие пари им требаат за понатамошни инвестиции или пак за преживување. Голем број на земјоделски производители во дадена година
во кое што аплицирање за добивање на субвенции тие земјоделски голем број на земјоделски производители не добиле. При самата интервенција во надлежното министерство или во платежната агенција излегуваат со став на дел од земјоделските производители дека не било во ред самата апликација. Меѓутоа самата законска регулатива вели дека секој оној земјоделски производител кој што аплицира за добивање субвенции во земјоделското производство е должен за неправилно аплицирани или некоја настаната проблематика во аплицирањето е должно надлежното министерство да го извести земјоделскиот производител за неправилностите и во даден временски период да се исправат тие. Долги години доделувањето на субвенциите го следат многу нејаснотии, а земјоделците губат право на нив од бизарни причини. Земјоделските здруженија обвинуваат и дека доделувањето е целосно нетранспарентно. Кај субвенциите мораме да ја кажеме и самата манипулација од надлежните институции. Еве ќе го земаме параметарот, да речеме од 2012 година, на база на податците што ги собираше руралната коалиција, тоа е коалиција составена од здруженија на ниво на Република Македонија, излеговме со податоци во 2014 година дека од 100 милиони евра понудени на нашиот земјоделски производител кои требаше да се дадат како директна исплата во земјоделското производство, спрема самите податоци на платежната агенција некаде околу 70 милиони евра завршија кај нашиот земјоделски производител, што значи дека 30 милиони евра не се знае на која страна се потрошени. Самиот податок мораме да го кажеме дека е релевантен бидејќи уназад 3-4 години самата платежна агенција излегуваше со податоци на својата веб страна и ја даваше висината на средствата што се дадени на база на субвенционирање. За жал, веќе сме сведоци 2-3 години на таа веб страна не излегуваат никакви податоци за средствата издвоени во субвенционирањето. Субвенциите го немаат посакуваниот ефект, сметаат земјоделците. Државата троши милиони евра за поттикнување на домашното производство, но статистиките покажуваат дека увозот на храна секоја година расте. Според нив, потребно е промена на целокупната политика во земјоделството. Но на секој земјоделец не му успева да стаса до субвенции, затоа што некои се жалат дека не работи добро електронскиот систем или е закочен кога треба да се пријават. Код најде само еден случај во Кратово, каде на индивидуален земјоделец му успеало преку судски процес да ја победи платежната агенција. Иако тој се жалел дека не добил субвенција и дека тоа е грешка на агенцијата, судот тоа го прифатил, па сега мора да му бидат исплатени парите. Билјана Николовска има повеќе. Боденка Митровка, Бадникарка Петровка. Колку и да наликуваат на женски имиња, сепак ова се само дел од сортите круши, кои вираат на македонското поднебје. Некои од нив биле во план за садење и на земјоделецот од Кратово, Мите Маневски. Прв пат решил да сади дрвца во 2011-тата на 13 хектари површина. На повеќе места Кратовско, така земено на тендер 2010-2011 се тоа. Државно земјиште имам и од приватни лица земано така, но најголемиот дел државно земјиште. Планот го направил, земјата ја добил под кирија, ама субвенции не добил. Иако аплицирало и државата во програмата за 2012 година финансирала земјоделски насади, кои се засадуваат за прв пат, но од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој добил негативен одговор. Обеложение од платежната агенција дека имаме повеќе пријавено површина него што поседуваме. Со други зборови, агенцијата го одбила Маневскиот и според неа лажел. Пријавил дека има повеќе земји отколку што поседува и тоа дури 30% повеќе од вкупната површина. Но и локалниот и државниот инспектор го потврдиле спротивното. Нин локален што е инспектор што е за тоа плата што зима, не ga слушат, значи тој си констатирал тамо што констатирал и си запишал. Но тие тој не га зимат у предвид, понино си терат. После републичка и пак и тие не ги, значи едноставно не ги зимат у предвид, пак понино си терат. Законот за земјоделство и рурален развој е јасен. Во членот 56 е регулирано што се случува ако земјоделецот даде лажни податоци за тоа колку земја има.
Во случај кога е утврдена разликата меѓу податоците утврдени со административна контрола или контрола на самото место и податоците од барањата на едно земјоделско стопанство за директни плаќања, поднесени во една календарска година и истата е поголема од 30% или над 1.000.000 денари, земјоделското стопанство се исклучува од директни плаќања за тековната година и за наредните 3 години. Маневски тврди дека колку земје имал, толку и пријавил. Жалби по решението поднесувал. Излегле и вештаци на терен, процениле во негова корист, но агенцијата не признавала. Поради ова одлучил да се жали пред управен суд. Судот донесе одлука во моја полза. Наводно никаде не е најдено нивното тврдење на платежната агенција. Не послуша, значи судот уопште не го зема во обзир платежната агенција. Па има наложено, значи, дека никаде не е да постапат по решението. Дека никаде не е најдено повеќе. Ние од испероди, вика, каде имате вие најдено, вика, повеќе пријавено, вика, никаде нема, ни во контролата, значи, во записниците никаде нема. Во пресудата управниот суд напишал дека агенцијата неправилно и нецелосно ја утврдила состојбата што влијаело и на примината на правото за добивање надомест. Според записникот, има разлика во однос на пријавениот број садници, а не во однос на пријавената содржина. Агенцијата, наместо да ги отстрани овие недостатоци, повикувајќи се на истиот записник, го донела сега оспореното решение, дотолку повеќе што во него не навела ниту по која мерка е утврдена разликата, ниту од која катастарска парцела е дел, колку истата изнесува и како е дојдено до пресметаната разлика. И покри тоа што пресудата е извршна, агенцијата не ја спроведува, па 2 милиони денари или нешто повеќе од 32.000 евра пари за субвенции кои требало Маневски да ги земе уште пред 4 години, никако да легнат на негова сметка. Судот, вика, може да си донесе свашта, значи секаква одлука, вика. Ние си работиме, вика, едноставно по наше, вика, имамо си закон, имамо си, не знам по кој закон ни работа, стварно платежна. Едноставно не сакат ли пресудат уопште да го стават у предвид, да ја прочитат, камо ли да ја спроведат. Има мидено и тамо, значи тој ти кажа, значи вика ние си работиме како што треба, вика, работиме си по наш закон. Значи може ти да си се жалеш, вика, дека сакаш, али вика одлуката е таа, вика, ти жали си, вика, дека сакаш. Но ова не е единствен случај на самоволие на агенцијата. Ова е решението до кое дојде код, а во кое агенцијата одбива да спроведе одлука на управниот суд. Испратено е на 26 февруари годинава и тоа до собственикот на краварска фарма и млекара Паланка. И покри тоа што напишале дека се води по препораките на судот во повторена постапка по втор пат во исто образложение, го одбива барањето за паричен надомест. Напишало дека собственикот немал исплатено рати за трактор кој претходно го земал како субвенција. Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како институција надлежна за водење на евиденција на лицата кои имаат надоместоци и обврски, по основ на склучен договор за добиена механизација од програмата за јапонска помош, не известија дека барателот ИЗ, краварска фарма и млекара Паланка има доспеани, а не исплатени финансиски обврски за добиена помош во механизација. Од управниот суд пак го потврдиле спротивното. Собственикот на млекарата пред судот докажал дека сите рати за тракторот се исплатени. Во спорот што се водел, агенцијата воопшто не соработувала со судот, ама откако повторно решила да не му даде субвенции на фармерот, го препратила пак да се жали пред истиот суд, управниот. Освен овие, постојат и други начини како дел од земјоделците се обесправени кога се делат субвенциите. Според правилата, тие се пријавуваат преку подрачните единици во платежната агенција при Министерството за финансии. Но некои земјоделци велат дека се случувало и по 7 дена да не работи системот, каде треба електронски да се пријават, па биле оневозможени. Ова барање од земјоделие до агенцијата е доказ за ваквите случаи. Од 3 јули 2015 година во 16 часот е дојдено до дефектна напојување на серверот на ПРС, односно немање на телефонска линија и интернет, и тоа до 8 јули 2015 година, кога е и отстране дефектот од страна на екипата на Т-Мобайл. Но не бевме во можност да внесеме уште 2 барања. Ве молиме да се разгледа случајот на двајцата апликанти кои испратија мејл до нас, па нивните барања да се достават како рачно пополнети.
Дел од младите земјоделци пак велат дека уште посимптоматичен е начинот на кој се аплицира за помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност. Сумата е до 600.000 денари максимална вредност. Во јавниот повик за 2016 се назначени правото на користење на средствата, висината, условите и документацијата која се поднесува. Но она што е интересно е што системот за аплицирање е отворен на 3 февруари од полноќ до 7 часот изутрината. Според податоците на КОД, само за 2 часа се пријавиле дури 80 од 100 кои би можеле да ги добијат овие субвенции. Кој ќе добие пари пресудуваат брзите прсти, а принципот е прв дојден, прв услужен. Бројот е лимитиран, а максимумот се достигнува за многу гусо време. На Мите Маневски од кај државата не му дала пари за крушите, па и му го скратила правото да аплицира во наредните 4 години. Оти таков е законот, ако ја лажеш државата, но ако таа го лаже судот, казна нема. Ние работиме земјоделие, но од државата уопште не очекуваме само казни, нели земјоделците. Знаеме сега како завршија индивидуалните земјоделци, така особено тие покрупните. Земјоделието е конечно уништено, али мислам дека иде право време и кога ќе кренат работите напред. Треба да се издржи овој тежок период. Џабето, тоа нема фајда, нема ефект, кај да се жалеш. И со толку многу потрошени пари за субвенционирање, Македонија не е на врвот, туку на дното од светските пазари на земјоделието. Ви благодариме што и вечерва бевте со КОС, се гледаме во исто време идната недела.